Николче, добре дојде у Хитмејкер. Добре ме најдов. Благодарам за поканата. Задоволство е да се разговара со тебе. Човекот кој што ги измести границите на жанровите во Македонија. Не знам. Може би, не знам. Или ги избриша границите. Да, Поубаво. повеќе може би посоодветно е да се бришат граници, затоа што музиката е музика. Македонската музика е македонска музика и сите ние некако сакале некеле по природа. Мислам дека исто ја чувствуваме македонската музика, колку и некој да не слуша или да се прави дека не ја слуша и така натаму, или оние што најповеќе ја слушаат. Добра песна, дали било поп, дали било джез, дали било рок, дали било изворна народна, горе-долу сите ја чувствуваме како македонска и како наша музика. Така да некогаш и границите и не се јасни, многу пати измеѓу поп и фолк песна не се јасни од повеќе параметри, земајќи од мелодиски, од хармонски прогреси, сосема истото. Некогаш е пресудна начинот само на изведба, па да дефинираме дали тоа било народна или поп песна или забавна, така натаму. Така да, така ќе го земеме како бришење на граници. Дали и оние кои што го посветуваат животот на блуз, на джез, некогаш во животот доаѓаат во период кога едноставно веќе не може да го потиснуваат тоа што значи и фолклор. Во себе, во својот ген. Да, па гледајќи вака наназад, горе-долу сите имаат еден период кога ќе се вратат на корените на македонското. И тоа е природно, веројатно. И мислам дека и секој музичар од било каде, дали бил германец или англичанец или русин, некогаш во животот, колку и да е нешто друго, или блузер, како ќе кажат, мислам дека има еден период кога се навраќа и го обработува тоа своето изворното. Така да и во Македонија многу примери имаме, мислам дека кога се навраќаат и го обработуваат или интерпретираат на свој начин. Долго време требаше додека дојдеш до свој солистички албум, дали чекаше да порасне Николче Мицевски на некој начин за да може да го реализира сето тоа што му е во главата на оној начин како што е. Да, потполно си во право. Затоа што материјалот е таков како што е, комплексен од типот на жанрови, меѓутоа и на музика, и мислам дека ако го правев порано во некој период, немаше да биде таков како што е. Можеби не бев доволно зрел или па немав доволно материјал за да сето тоа го или доволно кредибилитет да повикаш соодветни луѓе. Тоа плюс, да. Се разбира, затоа што знаеш на естрадата сите се бориме, сите се стремиме кон своји слушатели на нашата музика, било да ја работиме тоа лично за нас или за артистите, меѓутоа ја сметам за моја музика меѓу другото. И треба период да помени за да направиш една база на слушатели кои те слушаат и те препознаваат на некој начин, пак ќе кажем за било кој да работи. Така да за се си треба време и тогаш кога фатив да го работам, чувствував дека е време. Една средина како Македонија, каде што многу тешко, да кажеме, се живее само од музиката. Да. Неопходно е пред се да си човек и ако си човек имаш и добри луѓе околу себе, и неопходно е да има луѓе кои што те разбираат и кои што не би гледале се преку чекот за да соработуваат со тебе. Затоа тој кредибилитет многу важен за да можеш да ангажираш повеќе луѓе кои што нема да биде нема да се замараат со хонорарот или колку време ќе потроши, бидејќи се свесни дека се дел од нешто поголемо и од вас самите. Да, така, баш како и претходно што кажав за музиката, така и кругот на луѓе. Полека ги правиш оние што се најискрени, што на вистина те почитуваат, остануваат, секогаш се тука за тебе и за било каков проект. Значи имам круг на луѓе, на музичари, било кое време
да ги повикам во студио, ќе дојдат. И нема тука прашување зошто или за кој снимаме или за што работиме. Така да и тоа е пак Една пеачка од Битола, височка, убава, знаеш, да не ти кажам, може да ја знаеш, може да не ја знаеш. Да. Ќе видиме нешто, ќе крстиме што ќе излези. Да, нешто. Можда македонско девојче, нешто така, ќе видиме. Што да? Што да. Како стапи во контакт со Каролина? По битолска база или? Сите тоа ме прашува дали по битолска база, ама наискрено не по битолска база, таа е генерацијски, там е генерација, ама генерацијски школска една пред мене и учеше таа гимназија, јас учев музичко, иако во Битола музичка и гимназијата се само преку Драгоорот, преку реката, ама немам многу контакт. Подоцна таа дојде порано и во Скопје тука на студии, јас малце покасно. А 2003-2004 случајно преку член на бендот, тогаш имаше еден бенд, па имаше некое реформирање на нејзиниот бенд и ме викнаја да свирам клавиатури. И буквално и тогаш ни беше наш прв контакт и муавет со Каролина, ама не се знаевме од Битола. Она тогаш беше на Евровизија 2004 Не, можеби да. Првиот пат како беше така нешто. Вториот пат бевме заедно сите кога беше во Хелсинки, мојот свет кога ја пееше. И таа соработка од 2004 до денес сум дел од бендот. Горе-долу сме костурот на бендот веќе 20 на години истите. И како е да работиш во студио со неа? Моето искуство со неа е една огромна леснотија и професионализам од нејзина страна. Па нема полесно, мислам. Не. Јас од најлесните соработници. Еден момент со неа, која бе, Милениум со тебе беше, значи дојде мртва болна. Меѓутоа моментот кога се стисна рекорд, немаше ништо. Да. Не се слушаше таа болест и таа изнемоштеност. Каролина е за професионалец, знаеме сите кои малку ја познава знае дека е професионалец, ама во поширока смисла. Кога ќе дојде во студио знае што сака, што е многу важно за еден изведувач. Има пејачи кои доаѓаат и експериментира, па вака, па така, па денес ќе снимиме едно, па за 2 дена ќе се врати, ќе му текне нешто друго, знаеш, си имал искуство, ги има различни. Да. Или му кажал некој нешто и он сменил или му кажале дома дека ова види вака е добро, па сега и одма сомнежност. Не е важно, и тоа е легитимно, почитувам и тоа, подобро да го измениме отколку ќе ја завршиме песната и издаеме, па стално да не биде тема на разговор, може вака да испеам тука. Каролина е дефинирана комплетно и кога доаѓа знае како да ја испее песната, што бара и при тоа кога преслушуваме прилично самокритична многу и бара најдобрата варијанта. Меѓутоа, јас се смеам и 10 пати еден дел да испее, и 15 пати таа потполно исто го пее, како што го пее и на живите настави, кога било каде настапуваме. Разликите само она се ги слуша. Само она се ги слуша разликите, значи толку е дефинирана. Така иде по филинг, она слуша нешто што ние има не. испеано во студио, сега да ја слушниш во живо, горе-долу се можеби полустепен, мислам дека ја подспуштивме, или еден степен, да. Јас сум паднат степен и пол, например. И јас сум сигурно, една терца. И така да е дефинирана и знае што сака, почитува, значи тоа што дали ти беше предизвик или товар двојката да ја правиш? После успехот на Кецот. Да, и двете. Беше и предизвик, ама и голем товар. Прво мене, затоа што од мене се чекаше нормално да понудам нешто и да тргнеме. За гледачите да кажеме за Македонско девојче 2 и Извор после тоа. 1, да, и Извор. Да. Па добро, и Македонско девојче беше товар на некој начин после Кец. Да, прашам. Ама Извор е веќе продолжување на соработка, нели? Добро, ама во двојката имавме многу успешни песни. И тоа тежеше, за сега да направиме продолжение на тоа, нема да биде тројка, одлучивме ајде да не е нели трет дел.
да биде со друго име, Види, меѓутоа И у филмовите тројката е најбезвезе. да, за да не биде така. И отидовме со друг. Иако оркестрацијски, ако се земи, оркестрацијски е сосема поинако филм од двојката, од македонско девојче. Тука има друг начин, друга оркестрација, други ударни, имам гудачки секции, 10-12 виолини од Македонска филхармонија. Така поинаку звучи од овај првиот кој повеќе джез, блуз и така натаму. Она што го почитуваме, на пример како случајот во Низар, каде што влече влијанија и од синтвейв, и од неопанк, и византиско, меѓутоа се работи за авторски песни. Авторски, апсолутно. Како и македонско девојче, това извор, значи тоа се во народен некој дух, да кажам. Дух во народен, староградски моменти, да. Меѓутоа тоа авторски песни. Апсолутно. Текстописец е Малинова на двојката? На извор е, да, Малинова, а во првиот дел Малинова има две, кој да ми запе и смеј ми се смеј, кој да ми запе една од најуспешните од тој албум, и Валентин Соклевски ја ги пишуваше, тој е од Битола еден текстописец. Две лиричива, на Валентин, Вези Чалгиска. Да, тој ги направи баш така со некој архаичен израз и навистина се одействуваја со Каде музиката, со филм. Во студио XL, кај Дејан Момировски. Да, таму комплетно. Го имавме цело време на светот. Не се брзавме воопшто, ниту за првиот, ниту за вториот албум. Немаше сега, почни со албумот, тоа се слуша. Ама до јуни дека мораш да го завршиш. Тоа се чувствува кога некој работел. Да. Од прилика година и пол ни фати и едниот и другиот. Значи по година и пол зборам од прва песна творење до ремикс на крај. Никој ќе направи ти нови стандарди некој во презентирањето на тебе на овој World Macedonian Music, па и преку видеозаписите. Да. Сепак се на едно високо ниво. Да. Ги работеше со Даниел. Со Даниел Јовевски 2 и еден имам со Огнен Шапковски. Так, значи двајцата се перфектни. Одлични се двата. И воспоставивте еден нов стандард на презентација на музиката преку тие кажам раскошни видеозаписи. Тој принцип се испостави дека е успешен со обработките албумот што го правев за Next. И така некако тие со Шапковски го правев. Со Шапковски, да. И публиката колку сака да слуша, толку сака и да гледа. Дури некогаш повеќе сака да гледа, мислам, отколку да слуша, нели? И ако на добра музика направиш добро видео каде што ќе го задржи вниманието на гледачот, имаш, да речеме, успешен производ. Често и на добра музика има лош спот, тоа е за жал негативно се одразува на самата музика, а има и обратни ситуации, на лоша музика, одличен спот, да, па и тоа ја вади. Да, вади. И се испоставува дека публиката сака да види добро видео, сработено, каде што исто така е посветено многу време, конкретно. Кажеме колку се исплати човек стварно бидејќи тие спотови да ги земеме. Да. Тоа се скапи спотови. Скапи, да. Не знам сега ти можеби овојоној пријател си се снашол, можда, не знам, меѓутоа она што е пред камера, а се кошта, да, од екипа до реквизита и така натака. Костими така натака. Дали се исплати таков видеозапис за моменталната состојба на македонската музика и застапеноста во медиумите да, тука? Ако земаме финансиски, значи вака наједноставно финансиски, воопшто не се исплати. Ако гледаме од тој аспект, затоа што на кој начин ќе се... Значи, ако гледаме до предносот, да, не се исплати. Јас тргнав со една идеја, еве сега и вториот албум го работам, и горе-долу ќе го задржам тој начин на презентација со спотови кои се така добро сработени. Меѓутоа тргнав од тоа да го направам за мене лично, за лична сатисфакција и да покажам на народот дека
еве, тоа работам како што работам. Воопшто не размислував, верувам и на финансискиот дел. За едниот двата спотови комплетно ги реализирав, за едниот спот спонзорираше Алкалоид, видоа во тоа супер дека е сериозно, не е нешто несериозно направено. Така да, а и не се замарав искрено, дали биле, дали не биле, јас ќе го направив, се разбира тоа. Направив после серија на концерти. Тоа е многу важно да знаат сите спонзори идни во Македонија дека артистот кој ќе науми нешто, дека он ќе го оствари тоа, туку треба спонзорот да одлучи дали сака да биде дел од тоа. Или не сака да биде дел. Направив после уште серија на концерти, во филхармонија го заокружив. Исто, не разговараме за финансискиот дел, знаеш колку кошта само салата, има 50 на 60 на музичари, колеги на сцена, секој треба да биде платен. Тоа што сме пријатели, меѓутоа мора да е секој испочитуван за тоа што го дава, нели? Ама апсолутно не го мислам и се заборава тоа. Ама останува моментот сега кој ќе го видам или кој ќе го види некој кој ќе се емитува на телевизија или некој го погледнал концертот и кој ќе каже дека супер го гледав ова. Така да по некој убав збор се другото претходно се заборава целата таа мака или зло. Така. На крај крајва, знаеш, ние правиме и оставаме нешто позади себе за да не памтат утре Сите други ден. тие маки, мачења, тоа си е наша работа. Додека го правиш, тие маки ве поврзуваат меѓу вас, екипата. Да. Ако е се лесно, ќе дојдеме, ќе снимиме, чао, плати и чао, пријатно. И нема ништо во тоа, не останале емоции, спомени. Значи, секој ќе кажам дека потта, оддаденоста, сите маки, иако биле мизан сцена, секогаш се гледаат, се чувствуваат во производот. Колку си се вложил, колку искрено си се вложил, секој што бил дел од целата. Колку и да мислиме дека тоа никој не го знае, тоа стои како информација, како некоја метадата во производот. И тоа едноставно е со таков набој на енергија што не може да биде избегнат, не може да биде тргнат на страна. Кој ќе го види, станува свесен дека добива нешто што некој го баш го направил онака темелно. И затоа викаме секогаш кога се работи нешто, мој принципот секогаш уште од факултетските денови кога учев композиција и така натаму, секогаш ми викаа и професорите и како животна лекција, кога и што и да правиш, дај 100% од себе и повеќе. Тоа во моментот што го знаеш. Значи не се штеди, не нешто да направиш само колку да направиш, па мислиш дека некој си зафркнал или си поминал со полесно, апсолутно. Дај се 100%, затоа што тоа останува. Пред 20 години си ги заборил маките така или колку си се вложил, ама го слушаш производот и си среќен пошто знаеш дека си се вложил 100%. Сега некогаш ќе дојде некоја работа, не можеш докрај да се посветиш, ама се чувствува. Сега кога ќе си слушнам некоја пред 15-20 песни, фестивалска или било како. Јас секогаш викам, не бараме од животот да е лесен, бараме да е содржаен. Така е, баш така. Мене ако е лесен не е интересно. Снимавме нешто, мислам дека 26 часа снимавме. Имавме 2 сати одмор и пак снимање. И вика како можеш да издржиш? Вики, ја викам, види сега и да бевме покрај базен, да не работевме ништо. Ја пак ќе размислував, ќе гледав со очи, ќе мрдав со рацеве. Истото го правам и сега. Да. Баш така. Така да не ми е многу различно. Така е баш така. Николче, на што работиш следно? Ја Николче те викам, зашто Никола? Така сум по правило Николче, инаку Никола. Пробав да се подпишувам Никола. И не знам, по-оригинално ми е мене. Тие сите што ме знаат, пак ме викаат Николче. Не знам, мене ми е по-оригинално. На лична карта сум Николче, така ме крстил. Работам на
повеќе работи. Сега нешто и смеам, нешто и не смеам да откриеме. Не знам кога оди емисијата, за да знам колку да Па не откривај, брзо ќе биде. Брзо ќе оди, да. Имаме на нова песна сега, ја завршивме баш пред ден-два со Next Time, нешто ново, авторско е. Малку поврзуваме од тоа што сме правиле, малку ново. Исто и со Корелина работиме на нова песна, поп песна. Се надевам дека за брзо исто тоа ќе излезе. Има неколку млади артисти, секогаш сакам талентирани деца кои со кои работам. Имаше сега некои исто конкурси, знам за Макфест нешто, прајќа, не прајќа, не е важно дали ќе биде Макфест, важно е дека ќе ги средиме тие песни. Работам еден голем проект кој ќе биде објавен како да е денојве на 1 септември. Нешто што е птен големо и вака ми е голем предизвик и товар за да го сработам со Македонска филхармонија комплетно и други артисти, наши познати. Така да до 1 септември ќе се посветам на тоа, затоа што има пишување оркестрации, знаеш како оди таа работа со оркестрации, да биде се перфектно. Кажи, нема после друг начин. си дел од миксање на сите овие работи? Да, апсолутно. Пошто миксањето знае да е ноќна мора, посебно за вака гломазни проекти што ги работиш. Па горе-долу и повеќето генерално првично јас ги средувам, едитингот, кога се работи за неколку концерти со филхармонија што сум ги работил. Може на крајен звук да отидам до Деки, нели да го средиме како саунд во студиото, меѓутоа едитингот најдобро јас си го знам. Ако утнал од втора виолина, знам кај утнал и од кај да земам или да го ставам или било кој инструмент. Со Деки се запознавме 2001 можеби. Кога беше ти војска во Прилеп. Да. И првиот мој впечаток беше човеков растура. Значи беше виртуоз. Мислам, виртуоз. Да. И тогаш, добро, он на почеток некој беше продукциски, но веќе поминати се нели 25-6 години. Предпоставам дека станал виртуоз и у продукција. Одлично, нема збор. Јас работам со него веќе 15 на години, значи секој мој производ, финалниот производ го работиме таму, секоја моја песна. И најважно е да се разбираш, вкус. Сме се погодиле со вкус, се разбираме, тоа е најважно. Сега, нели, продукциски многу пати има и стандарди, меѓутоа и вкус е прашање во вкус. На некој му се допаѓа таков начин на микс, на некој не му се допаѓа и тоа и во светски рамки. И светски ствари кои ќе слушнеме некојаш, ако фатиш да анализираш, можеби не ти се допаѓа, ама тоа си е на некој став и еве го тоа поминува и се слуша. Иначе не знам дали ти имам кажано, и јас во ствари прв пат во живот те видов, претходно што те гледавме на телевизија, иако па тогаш, не, малце претходно ти беа почетоците. Јас со воз од Битола за Скопје студент и ти во Војнички влегуваш на железничка станица, си се враќаш на Скопје. Прв пат те видов тогаш. Не се знаевме, помал бев, ама како да. Со Walkman, веројатно може не знам, се знам дека беше со Војнички. Тогаш со касета и 2 батерии кои што ти траат точно кога ќе стигнеш до Скопје, веќе завија касетата. Мал се влечи. Пола степен Николче, фала ти многу што беше гостин дел од Хитмејкер. Фала ти за поканата. Ти ја пратам емисијата. Ти ги имам изгледано. Ајде да не речам сите, ама 80% од епизодите. Фала ти многу за поддршката на Хитмејкер, бидејќи си дел од уредничката политика на Вистинска. Да, Вистинска телевизија и те поддржуваме и секогаш чекаме нови епизоди, како пред некој ден аларм, нема епизода. Ствари епизодата стигнала во спам. Во спам стигнала, да. Ништо поздрав до Скипи. Така. Фала ти многу што еднаш. Фала ти.